Господине Велјановски, колеги пратеници, представници од владата, јас ќе поставам две прашања до премиерот на владата, господинот Никола Груевски, и двете се од областа на земјоделството. Господине Груевски, додека вие бевте во Индија и во Малезија, јас бев на терен кај земјоделците. Знаев дека состојбата е лоша во македонскиот аграр, тоа го зборува и годишниот земјоделски извештај на Министерството за земјоделство, каде што се покажува дека нема земјоделско производство, што не ни е паднато, нема, површините се намалени. Но еве сакав да слушнам лично земјоделците што ќе кажат. Верувајте дека таква апатија и разочараност не сум видела досега, но она што најмногу ме загрижи е стравот кој што го имаат овие земјоделци. Страф им е да кажат во каква состојба се, дека немаат се уште субвенции, дека имаат ниски откупни цени, дека имаат скапи репроматеријали, особено нафта. Томас Џеферсон рекол, кога власта се плаши од сопствениот народ, тогаш тоа е слобода. Кога народот се плаши од власт, тоа е тиранија. Тиранија е, премиере, да се плаши еден земјоделец кој што му останале само опинците и мотиката. Тиранија е да направите преку апсењето на Велија Рамковски, Љубе Бошковски, рушењето на Космос, да се прати порака до обичниот граѓанин, особено до земјоделецот, дека треба да молчи, затоа што ако се збунтува, ќе го снајде исто. Сите земјоделци ми се пожалија на исто. Немаат субвенции, имаат скапи репроматеријали и ниски откупни цени. Најмногу се пожалија премиера на скапата цена на нафтата. Од тука ве прашувам, дали ќе обезбедите поевтина нафта за земјоделците, особено што се најавува уште едно поскапување на горивата. Да ви помогнам за да немате дилеми колку е важна оваа мерка, дека сите земјоделци во регионот, значи и хрватските земјоделци, и словенечките, албанските, српските земјоделци имаат и 50% поевтина нафта. На старт нашите земјоделски производи веќе се неконкурентни. Се плашам дека скапата нафта и неисплатените субвенции ќе ги зголемат површините кои секоја година не остануваат непосејани. Земјоделци од Пелагонија ги оставија нивите неизорани, многу пластеници видов зараснати во трње, многу лозови плантажи така напуштени, ниви неизорани. Жална е аграрна Македонија во време на светска криза за храна, годишно да ни остануваат 200.000 хектари необработено. Само за споредба, една Словенија има вкупно 170.000 хектари и со обработка на тие 170.000 хектари обезбедува 75% од домашното производство на храна. Кај нас, ако имаме вкупно 600.000 хектари обработлива површина, значи 1/3 земјата не ни е обработена. Кај нас сега има уште еден феномен. Земјоделци со партиски книшки од ВМРО ДПМН се вработуваат во администрација и ги оставаат пластениците необработени. И ова го видов во близина село Стојаков. И сега велам, ова веќе има смисла, еве зошто ве кажуваат за земјоделска влада, затоа што земјоделците ги вработувате во администрација. Од друга страна, ги ставивте во ист кош и вистинските земјоделци, оние што на вистина произведуваат, и вашите послушници кога се делат субвенциите. Првите ги добиваат за реално производство во земјоделството, другите ги трошат народните пари за богатиње. Постапката е следна. Се добива земја под концесија, пријавува дека ќе има лозов насад или некоја една годишна култура, ги добива субвенциите и потоа вели, мене не ми се исплаќа ова производство, не ми е успешен насадот и јас се откажувам од концесија. Продолжува, истата површина се дава на друг послушник на власта и повторно на тој начин ги трошите народните пари. Затоа, премиере, немојте барем да ги нервирате граѓаните со оние реклами кога ги пуштате колку тоа земјоделците добиваат од оваа влада и колку треба да бидат задоволни. Затоа што тие пари одат само кај ваши луѓе. Владата, вистинските земјоделци се на работ на пропаѓање. Затоа, премиере, со оглед дека е најавено ново поскапување на горивата, вистинските земјоделци ве прашуваат дали ќе им обезбедите поевтина нафта за да може да ја спасат оваа сезона, затоа што трета година поред тонат во загуби и тешко дека ќе издржат повеќе.
Второто прашање, исто така до вас, премиере, е поврзано со пласманот на земјоделските производи, особено што знам колку многу сакавте да има агроберзи во државава, односно откупни центри. Во меѓувреме, во овие 6 години, ова се претвори во најголемата фарса. Градењето на откупни дистрибутивни центри 6-та година поред, само тоа слушаме. Де министерот се сретнал со потенцијални инвеститори, де со Ставревски биле во Русија, па оттаму ќе дошле. Де остварил средба министерот со некој амбасадор во Македонија, па му нуди поволности за градење на откупни центри. И 6-та година никој не изгради откупно дистрибутивен центар во државава, освен Агрокор, кој што е само 20% од вкупниот род во Струмичко. Но, градоначалникот на општина Богданци, Ристо Ичков, од вашите редови се разбира, отиде и чекор подалеку. Ова е поставен камен темелник на откупно дистрибутивен центар во Богданци. Постави камен темелник на 28.2. заедно со заменик министерот за земјоделство Коњановски, значи имаше свечено поставување на откупно дистрибутивен центар за овош и зеленчук на германската фирма Taurus Farms. Јас минатата недела бев и таму, еве да ви покажам дека освен таблата и нешто што треба да биде камен темелник за градба, нема ништо. Луѓето од Богданци велат дека ни германецот го нема. Инаку има многу контроверзни работи овде. Би сакала само што ова инвестиција ќе се гради на близу 7000 метри квадратни во две фази. Тоа слушате внимателно. Во првата фаза административен дел кој е планиран на 2125 метри квадратни, а ладилникот е 180 метри квадратни и магазински простор на 320 метри квадратни. Ова сета пародија е реализација на градоначалникот на Богданци, а поддржана од заменик министерот за земјоделство. Додека вака премиере се сликате на камен темелници, земјоделците им се молат на откупувачите да ги добијат парите за предадениот род. Градинари од Прилепско се уште немаат земено пари од Агрокор за пиперките. Кромидот им го земаа по мизерни 3 денари, друго фрлија. Денеска имам информација дека и зелката е 3 денари ќе скапува по нивите. Ама најжалење се лозарите кои го предадат гроздјето во Поврдарие. Се уште немаат земено пари за грозето од 2011 ни денар. На договорите им пишува дека до 31 март треба да им биде исплатено, но некои од нив биле деновиве во пари, буквално им се изнасмеале дека нема шанси, нема пари по Вардарие. Лозарите сега најавуваат тужби, но не сите можат да одвојат пари за да одат по судови. Се плашат дека ќе им пропаднат парите, бидејќи има неофицијални, тие имаат информации дека една фирма го откупува грозјето и ги должи парите, а друга фирма го продава виното. И гледаат, луѓето во Неготино гледаат каде што цистерни од Поврдарие излегуваат со наливно вино. Последно, тутунопроизводителите реагираат дека откупните цени на тутунот на втората и третата класа се многу ниски, а при тоа, согласно законот за тутун, тие не се консултирани во врска со цената. И тие бараат ваша помош. Сакам да кажам, премиере, дека земјоделците се буквално оставени на милост и немилост на трговците и на откупувачите и прашуваат дали има влада, дали има контрола, постојат ли закони во оваа држава или тендерите и провизиите се најважни. За крај, ова беа само дел од прашањата на земјоделците, би ве советувала, премиере, да излезете од вашиот свет, да ги слушнете, оти не само што пропаѓаат тие. Губиме сите како граѓани и држава. Ке бидете запаметен како премиер кој со 100 милиони евра субвенции го уништи македонскиот аграр. Благодарам. Благодарам. Пратеничката Ленче Николовска постави 2 пратенички прашања до председателот на Владата на Република Македонија.